У среда пак е да, пензија шо му си кажеш. Македонците е научено да издржува се, што му даеш, секи издржи. Ако треба ке косе, ке не ке јаде, па нема ке остане. Пензионерите ги зедоа пензиите, ама уште сега се прашуваат ке стасаат листите до крајот на јули. До 31 имаат доста време, празници, жештини и секојдневни трошоци што го празнат паричникот. Велат секој денар однапред е испланиран за сметки, лекови и храна. Додека едни решени да тргнат и нешто настрана, за други најважно е да го истуркаат месецот. Полајмо на горниот добро е. Стасуват. И нешто остане. Ако водиш сметка, ако не шо, ако трошиш без врска и што треба и што не треба да купуваш, тоа е више готово. Може ако не стегаме ремено, ујде колата долу. Сами остануваме, а плюс и мали се ни примењата. И гледаш крај со крај да врзеш, дали у аптека, дали у маркет или у пазар. Продавницата е многу скапа. Ако отидеш и ладарката вреде како едно време да напунеш торбата, да, али сега не. Преживуваме некако со тешки маки, кажемо отворено. Со тешки маки се преживува до први. Се маркетите качени са, не са поевтини цените, нема. Нема да ударат акција, ама таа акција ради реда е, нема веза. Истата цена акцијата, нема. И ја, што треба да правам? А ние у тај преокрет не беме способни да собираме пари за домови. Куки, голи се земаме, ние од социализмо градиме држава, градиме куки, школуваме деца, матури, свадби и со една учителска плата, што требаше ја да тргнам? Колку? Возрастните во Штип велат дека од еден денар прават 2 за да го истуркаат месецот. Без да се води сметка за се, велат дека не може да се врзи крај со крај. Ке се издржи, бе. Кој не сме го издржаве, па ни вајни. Мора да се штеде. Мора. Зима се неопходното. А мора да се јаде, те тука е проблем. Кој е ден ќе прекара, нели? А ако е повеќе фамиличка е тешко. Пензионерите додаваат дека најмногу пари им одат за храна, а сметката во маркетот секој пат е се поголема. Тие додаваат дека цените не се намалуваат, туку напротив постојано растат. Затоа велат секое купување се прави внимателно и со пресметка.